Почитувани гледачи, добродојавте на М телевизија. Почнуваме со нов проект разговори со Јанко Бачев. Јас сум Саши Ивановски, политиков, водител на емисијата. Ќе одиме еднаш неделно и постојан гостник ќе ни биде професорот Јанко Бачев, лидер на Единствена Македонија. Ќе разговараме за македонска политика, регионална политика, светска политика. Ќе видиме емисијата колку ќе ни траат саат или два, зависи како ќе оди разговорот. Целта на емисијата е малку да отвориме дебата, бидејќи јас и професор Јанко Бачев, иако сме пријатели, имаме тотално различни политички ставови 100%. Нема за едно нешто што се согласуваме. Мислам дека се согласуваме за борба против корупција. Така, професоре? Така е. Така. Добре дојдовте во емисијата. Може ли да ви се обрекнем со на ти, за да биде малку по лежерна емисијата, да не биде многу професорска? Така, ние се знаеме повеќе од 15 години. Нема никаков проблем. Кога веќе се знаеме 15 години, едно нешто што многу ми е интересно кај вас е што вие во приватниот живот сте многу сериозен, стабилен човек, многу одговорен човек, успешен професор, семеен човек, имате добро сте ситуиран, не сте хазардер, не правите нагли потези некои. Но во политиката сте сосема опозит од тоа. Во политиката вашите ставови, не дај Боже да успеат оваа држава, ја мислам дека ќе има војна. Многу сте радикални, не сакате да одиме во НАТО, не сакате во ЕУ, сакате еднаш, гледав еден прес кај што викате ќе ги научиме албанците да пливаат. Се сеќавате на тој прес? Дека ќе ги избркате ги избркате од Балкан. Значи, нели е тоа прерадикално, нели се плашите дека ако тие политики успеат дека Македонија ќе се врати 2001? Овака најпред да ги поздравам гледачите на М телевизија, да посакам успех нели во втората сезона и се надевам дека уредовачкиот тим ќе понуди квалитетни емисии и годината што следи пред нас. Сега ова што го кажувате точно е, јас тие мои изјави што викате, ама тука треба да бидеме коректни, да не ги вадиме селективно. Тие мои изјави биле реакција на изјави од албанска страна, во која што кажувале дека Македонија нема да постои, ќе федерализираат, не навредувале со словенско означување како Словени во таа смисла, и тоа било како моја реакција, бидејќи гледаме ни дека 30 години веќе Македонија плива во беззаконие, криминал, корупција, предавства, а тоа вие што викате хазардерство не е точно, дека доколку моите ставови се реализираат во Македонија, ние ќе ја имаме Македонија како што ја посакуваме. Кој? Македонците и сите државјани на Република Македонија кои што живеат тука. Ние бидејќи ние знаеме како да расчистиме со криминал и со корупција, ќе немаме масовно иселување на младите и ќе имаме една вистинска македонска држава како сите современи европски држави, бидејќи да потсетам, во сите современи устави во европски држави стои референцата во членот 1 доминантниот народ во односната држава. Ние веќе не личиме на ништо. Тоа е збиршина некоја на албанци, власи, роми, турци и египтјани и сега уште ќе ги додаваат таму бугарите, хрватите, црногорците. Така значи на збиршина во која што сите тие имаат своји национални држави, само македонците немаат своја национална држава. Денеска е да се бори за национална држава македонска, да го наречеш хазардерство. Денеска на пример е годишница од референдумот за името. Така. Кој што вие го бойкотиравте. Не беше успешен на референдумот, но во исто време немавте храброст и вие и сите противници на Преспански немавте храброст да излезете и да гласате против, па да победите вистински на тој референдум и да им ги врзате рацете на Заев и на тогашната власт. Ако успеевте да го блокирате Преспански договор и ако излезете да гласате и сите бевте против и победевте на тој референдум, вистински, а не со бойкот, како ќе заврши Македонија денеска? Надвор од НАТО, бидејќи гледаме дека има војни на сите страни. Војна во Украина, војна во Либан, војна во Израел, еве сега има најави дека Путин ќе тргне во Молдавија, ќе тргне во Балтикот. Нели е добро да бидеме во НАТО, професоре? Видите вака сега, тоа што кажувате дека доколку не сме били во НАТО, тоа е, мислам, илузиорно да се верува дека ако не бевме сега членка на НАТО, Русија ќе нападнеше и Македонија, како што ги слушаме тие нели приказки во јавноста. Тоа нема врска, ние плативме преголема цена, а тоа што викате вие, зошто ние не тргнавме по обратен пат, да го повикаме народот да излезе. Ниеден референдум не успеал кога го организира власта. Бидејќи тешко е да се борите вие против власта, знаете колку вработени има во администрација, колку примате социјална помош. Се сеќаваме на референдумот од 2004 година кога Шекеринска викаше некој праша не заслужуваат одговор. Значи практично кога власта организира референдум не може да ја победите. И затоа единствен начин беше бојкот. И народот македонски послуша, не излезе на тој референдум, го бойкотираше и тој референдум без разлика што власта на Заев не го почитуваше, го игнорираше резултатот, тој референдум има свое формално правно значење во иднина. Останало значи на една власт дека тоа во променените околности Македонија ќе се го врати своето уставно име, а тогаш во тоа време точно е
Ние ја водевме кампањата како единствена Македонија, 84 организации се здружија во тој блок. Еве денеска е 30 септември, значи правиме 6 години од референдумот. 7 месеци улиците беа нашиот дом, плоштадите, буливарите на Македонија кога бойкотиравме, фактички имаше две кампањи. Едната ја водеше Зоран Заев, излезе за Европска Македонија, едната беше нашата кампања и ние ја победивме власта. Не власта, него ние победивме моќен центар. Вие знаете тука во 2018 година за 15 дена од 1 до 15 септември дојдоа сите главни фактори во Европа, дојде Столтенберг, дојде Хан, дојде Могерини, дојде еден куп министри за надворешни работи. Така што тоа е голема референдумска победа 30 септември останува во историјата на Македонија, дури јас кога би бил власт во Македонија го прогласили како национален празник. А тоа што кажувате против НАТО, против ЕУ, ние како единствена Македонија и порано како Народно движење за Македонија, значи имавме јасна одредба во статутот во која кажуваме дека да за членство во Европската унија, но не по секоја цена. Вие видите сега ние сака да не обезличат да влеземе како територија, не како македонци. И што ќе ни е таква Европска унија ако влеземе само како територија, а нацијата се брише. И со тие катастрофални два преспански договори и бугарски договор, фактички власта на Заев го изврши најголемото предавство. Сега е тоа статус кво, али во иднина јас верувам дека идна власт ќе знае тие договори ќе им го одземе важењето. А ако не влегавме во НАТО, како ќе го прифаташе тоа албанското малцинство? Ќе седеше ли мирно? Немаше ли да крене пак како диво населје, како 2001, немаше ли да се случи пак воскреснување на УЧК, или е тоа погубно за нашата држава? Па еве те прашам, еве 2020 година, ти како Сашо Ивановски, што напредок виде во овие 3 години кога земе членка НАТО? Од аспект на економија, безбедност. Еве, како Сашо Ивановски ти живееш тука, ги пратиш состојбите како новина. 2020 во март влеговме во НАТО, еве веќе 4-та година тераме. Која е разликата? Претходно и после членството во НАТО. Освен што избришавме се и име, идентитет, историја и традиција на македонскиот народ. Што е подобрено во државата? Добро, вие како сега ако верувате дека ако не бевме членка на НАТО, Русија ќе ја нападнеше, тоа само можам да ти честитам на наивноста. Па има дестабилизирани држави во цел свет, не мора да Русија да нападе директно, може со некакви пучеви, некакви воени удари да дестабилизира земјата. Имаше во Африка често такви настани имаше. Пучеви може да се прават и ако не сте членка на НАТО. Ама ако сте членка, потешко се прават. Па не може да кажеш дека потешко, па ние еве во овие 4 години веќе членка сме на НАТО. Еве гледате, државата комплетно да кажеме по сите шалови се распаѓа. И национално и да кажеме и на економски план во овие 4 години. Гледате, ние како македонци, да кажеме, го губиме основниот субстрат. Фактички, предходно, па посебно со предходната влада. Гледате вие, од 20 министерства, 12 албански. Тоа личи ли? Вие сте десничар. Јас сум либерал, левичар либерал. Вие десничарите, сите овие 30 години се противите на сите политики што ги правеше левицата и центарот, а кои што се покажаа дека биле исправни, бидејќи Македонија постои членка на НАТО, и сме држава со сите слабости, но сепак обстојуваме. Да беа вашите политики, десничарските политики, да беа во реалност, ние денеска немаше да постоиме, ќе се распадне. Не е така. Ви бевте против влегувањето во Обединените нации, и против привремената референца, и против територијална подела, и бевте против крајот на војната 2001 да не заврши, сакавте да се истребиме со албанците. Сега сте против НАТО. Значи вие ностоп, иако велите дека сте македонци, големи македонци, вие цело време сакате да уништите Македонија. Не е така. 93 година, 8 април, кога Македонија влезе под срамната референца, ФИРОМ, значи Македонија во тој момент не беше толку итно да се влезе, може да се чека подобар период. Тогаш е направена прва да останеме на бришен простор без членки на нигде, да бидеме територија нека. Не е бришен како нека. Ама чекај се, не е бришен простор ти наседнуваш на тие политики во тоа време на Киро. Мора да сте членки на ООН, само. Зошто мора да си членка? И така, територија нека, како нека ливада. Да си членка, ама со сите нишни, како што предвидува повелбата на Обединените нации. Така, ако се придлачиме, нигде нема да влеземе. Ама чекај се, гледај се. И ќе исчезне од мапата. Ние значи ќе си видиме нека племе таму, знаете колку племе има без држави? Курдите на пример. Тие приказки. Курдите си постојат, ама држава нема, да ги тепа кој стигне. Значи ние требаше да бидеме курди на Балкан, да не тепа кој ќе стигне, да не мава лево, десно, а вие у вашите соништа да се бидеме големите македонци. Не е така. Не е така, значи ние 91 година се распадна Југославија и прогласивме самостојна македонска држава, така? Да. И сега таа држава, како сите држави, значи требаше да си го изоди патот како Словенија, Хрватска, да си влезе. Ама нема ништо идеално во светот, професоре. Мора да правиш компромиси. Во животот ти нели правиш професор? Нели правиш компромиси? Не е идеално да си признаеме дека државата уште 90 година се постави наопаку. Темелите беа сгрешени. Бе, постоиме, така.
Како Кај држава. постоиме? Како држава. Кај Што ни постоиме? фали? Знаме, имаме химна, имаме Народна банка, своји пари. Постоиме каква таква, не сме лоша држава. Кај постоиш? Кај постоиш? Не ти дават веќе Македонија да го Уште малце во ЕУ ќе влеземе. Пред портите. Уште колку малку? А по ваш памет ако бевме, немаше да постоиме. Ајде само На камен немаше да стои. Значи веруваш во тоа дека сме качени на брзите шини за Брисел, така? Да. И тие брзи шини како да стигнат. Ама вие десничарите пак ја утепавте работата Не, со бугарите. тоа Требаше да ги внесеме во уставот. Што кога има таму 20 нации, ќе додаеме и 21. И што, големо гајле. Десничари, левичари, ја тоа не сакам така да го употребувам. Може да зборим, ние сме македонисти, македонци. Ма вие сте десничари, и се бориме може да кажеме дека сте десничари. Левичари има македонци, не може да кажеш десничари само македонци. Ние сме македонци, се бориме за македонски национални интереси. Како се борите војна да има со албанците? Каква војна? Кој Дека кажа? ги учите албанците да пливаат. Ама кој кажал за војна? Сега 1993 година. Доаѓа ред да влеземе во Обединетите нации. Ние не сме против да влеземе, него да влеземе според. Знаеш какви сте вие? Да влеземе според Ние повелбата. сакаме да влеземе по наши услови. Па кај се влегува така? не по наши Па услови. дури у дискотека кога идеш, ти кажува дрес код, кравата. Така, а ти не можеш да му така, кажеш не, така. ја ќе влезам вака, ти да се собачеш ти. Чекај сега, Не можеш ти да влезеш у дискотека ако ти се стакаш, има правила. Па ево убаво кажи, има правила. 2 милиона сме. И- Ние сте како предградие у Њујорк Чекај се. кварт. Така, Чекај имаме ли ние пристаништи, имаме ли нуклеарни бомби, што немаме има- ништо, ние сме голи стапови Што има сме. врска тоа? Што има врска тоа? Овде не сме реални. Убаво кажа, правил има. И си има правил. Има еден акт, најзначениот акт во светската заедница се вика Повела на Обединетите нации. Таму има на член 4. Јасно ги кажал условите. Под кои може да се влезе во Обединетите нации. Никаде не стои дека треба да се обезличиш. Има правило се вика ти правилата се сила Бога не моли. правилата се да Сила биде- Бога не моли. Правилата да си бидеш држава, во еден во пол, по два да е миролюбива, по три да ги почитува повелбата од врските Обединетите нации и да има капацитет да ги спроведе во врските Обединетите нации. А ние што викавме И 90-ти, Македонија ќе тоа правиме- Македонија тоа го исполни. А што правиме ние Македонија го исполни и сега дојде не ќе промените знаме име. Значи прекршена е повелбата. Тоа е 93-та година, сега да тргнеме од почетокот. И сега ние требаше во тој момент не беше неопходно да влеземе. не беше Бутрос Гали, неопходно. Бутрос Гали 92 година поранешен генерален знаете секретар како вие? му кажа на Кирил Глигоров, Вие не инсистирате, нема расположение да влезете Ама како вие Република вие Македонија. десничарите знаете И сега как чекај, за да стане тука. Вие десничарите знаете какви сте. Например, и секогаш во животот има лево и десно раскрсница, така? Така. И оваа лево, вие викате вака, а оваа патеката вие што ни ја нудите левичариве, не ми се свиѓа патот, има некоја џумка, дупкичка, не ми се свиѓа. Ја кидам ваму, а ваму мрак, амбис, не знаеш дали глава ќе скршиш. И вие викате не, ние ќе идеме десно, не ќе ме лево, овде не ми се свиѓа патекава, коцкава малце лево ми штрчи. Значи само ципидлачите, ногете Чекај мани, а предлагате решенија од кои што не знаеме жива глава дали ќе спаси. Чекај се, како нема, остави тие десничари левичари сега. Збориме за македонски Не, национални вие сте интереси. десничар. Јас Мене- сега мене дебатирам со тоа- вас. Тоа ме интересира. Вие сте мене. десничар, И и тоа сега- радикален десничар сте. И сега ти си подмал по тие политики што од времето ги кажуваше Кирил Глигоров, оаза на мирот, ако не влеземе во Обединетите нации, Македонија ќе снема. Не е точно. Не може да знаеме. Зошто? Не може да знаеме. Тоа е само светската организација, само една номинална организација која таму влегува, тебе сега се одржува тоа генерално собрание секоја година, трета недела во септември се одржува генерално собрание. Тоа е едно убаво достигнување на човештвото. Таму 193 представници на држави се собираат под еден покрив во светот, разговараат, дебатираат. Палестина не е призната, па и се признал на белувачки статус. И со тек на време ќе го добија. Значи ние имавме проблем. И ние мораше не да инсистираме на приемот по секоја цена, него да чекаме подобар момент и да се избориме за да влеземе под името и дури кога се согласивме да го смениме името на 7 април 1993 година Совет за безбедност даде препорака. Утредената на 8 април не примија во Обединетите нации. Кога се беше спремно, вечерта во 12 меѓу 7 и 8 Грција вика ќе го смените знамето. И овие не успеа наши да го сочат и знамето, а се согласат. И сега да ти ја кажам главната поента. Обединетите нации. Обединетите нации е само една номинална организација која што не ви ја гарантира безбедност. За да денеска вие бидете безбедна држава, мора да имате моќен сојузник од поголеми држави на светската сцена. И сега евете го конкретниот пример. 2001 бевме ли членка на Обединетите нации? Која година? 2001 година. Да. Имавме војна. Зошто не защити Обединетите нации? Значи не ти е гаранција ти ако влезеш во Обединетите нации дека како држава ќе обстоиш. На меѓународната сцена треба да има други работи да се случуваат. Еве ние членка на Обединетите нации имавме војна. И еден куп сега Украина членка ли е на Обединетите нации? Членка има војна. Тие таму Афганистан, Иран, Ирак што ги тепаше Америка текот на време сите се членки на Обединетите нации. Значи членството во Обединетите нации не ти ја гарантира безбедност. Чекајте, Значи, може сега да ви одговорам на ова? Та не- Чекај, Ајде. да ви контраргумент. Вие велите вака, членката на Обединетите нации не ти е гарант, така? Не е гарант за Овој безбедност. Овој аргумент ваш е исто како да кажете нема да ставам појас у кола кога возам,
појасот нема гаранција дека ќе загинам, ама ако не ставам појас, ќе излетам преку Не, шофершајмата така, ќе се забијам со конкретен главата. пример. Имавме ли војна? Имавме ли војна? Бевме ли членка на Обединетите нации? А како ќе заврши таа војна ако не бевме членка на Обединетите нации? Чекај, имавме ли војна сега? Одиме поред. Имавме. А можеш да биде 100 пати полоша, професоре. Или сега где го примерот на Југославија. 91 година кога се растури Југославија, Милошевиќ не прифаќаше Србија да влезе во Обединетите нации, бидејќи сакаше да се прогласи наследник како Русија што направи со Советскиот сојуз и Милошевиќ сакаше да се прогласи за ексклузивен наследник на Југославија. Овие мокните фактори таму Америка во тоа време му кажа не може. И Србија како сите останати членки Хрватска, Словенија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, ќе си поднесе барање за прием. Убава споредба со Србија. И му да подсеќате на Шешелј. И сега да ти го кажам примерот. И Милошевиќ 92 не поднесе барање, ја направија заедничка држава со Црна Гора, Сојузна република Југославија, се сеќаваш сигурно. И Милошевиќ не влезе во Обединетите нации бидејќи не му дава да биде ексклузивен наследник. Од 92 година до 2000 година кога падна Милошевиќ, Србија, Сојузна република Југославија си функционираше како држава. Ако не беше членка на Обединетите нации, воспоставуваше економски односи, дипломатски односи, културни односи. Кој не бил во Обединетите нации? Сојузна република Југославија. Не била? Црна Гора и Србија, што не била? Не беше. Милошевиќ сакаше да Колку години не биле? до 92 до 2008 години. Значи не беше членка бидејќи Милошевиќ сакаше да им дозволат во Обединетите нации Србија да биде наследник на Југославија, како Русија што го зазеде Вашите политики. И сега ова ти го кажам само. Да завршам само што ова. 2000 не беше. После кога значи Обединетите нации не беа членки се функционира. После Џинџич кој направи таа шарената револуција кога Милошевиќ кога падна 2001 година беше, така беше, Џинџич кога дојде, одма поднесе барање во Обединетите нации и Сојузна република стана членка на Обединетите нации и завршувам со ова ти го кажувам. 2006 година Сојузна република Југославија членка на Обединетите нации се распадна на Србија и на Црна Гора. Што дека беше членка на Обединетите. Значи сакам да ти доловам суштината, значи не е добар споредбата. Тој исто како кога не кажеш примери ти кажувам не не е ми добро. треба мене кочница на колата, тоа не има и грант дека ќе се утепам. Значи- Тоа ти помага да не се утепаш. Значи Обединетите Ја не викам дека е нации, лошо. НАТО, Ама чекај исто се, НАТО. Ама ти ги спревртуваш сега. Ја не викам Сега да дека не бевме ние се членка на НАТО, да не бевме ние сега членка. Па ние ќе бевме сега у хаос, не Ништо биде нема ќе да бевме. ништо нема да ќе си бевме македонци, Република Како Македонија. не? Ништо ќе се брани, немаме армија. Ништо. И овие Па нема еден тенк да ни пратат, ние тенкот нема како да го сопреме. Зошто ќе се тенкови? Нас први Со цвеќиња, со што? Ама виде сега, нас први не постои опасност да не нападне од надвор никој. Не постои опасност. Некој. Зошто? Се од една страна таа геостратешка положба на Македонија може и добра. Зошто да кажеме во тоа време овие Србија, Бугарија, нели се слушаа моабети, Милошевиќ, Мицотаки сака да ја делат Македонија. Ако толку НАТО не е битно, оти Шведска и Финска се потепаа да влезат во НАТО, ако НАТО не е битно. Ама сега ти Зошто Палестина моли да влезе во Обединетите нации? Ама сега ти ги Оти Косово моли да влезе во Обединетите Ама ти нации. ги вулгаризираш работа. Милиарди евра би дале да Чекај, влезе. ти сега ги Значи Киро ни го даде тоа, Заев ни го даде тоа и вие тоа го маловажувате. Чекај се, ти ги вулгаризираш А работа. вие бранејќи ја Македонија, вие упропастувате Ама Македонија. сега ти ги вулгаризираш. Јас не кажав дека не треба да биде членки на Обединетите нации. Ама по наши услови. Не по Значи, наши. значи, Не по наши. Под услови А 2 милиона кварт. под услови кои што 45-та година на 26 октомври кога се настанат Обединетите нации е донесна поделбата и таму се напишува Јас вака ќе пробам да влезам во дискотека у сабота у Скопје. Ќе се појавам на вратот Бермуди и ќе му кажам на бодигарот ја сакам да влезам вака у Бермуди. Така, и ако имат по правилата со Бермуди ќе те пушти, ако немат те пушти. Нема да ме пушти. Не. Он каже он како сака ќе те пушти. А чекај сега, а може ли така Кај има сила, Бога нема. Добро сега. Одиш ти во дискотека, така? Да. Ако имат правила со Бермуди ќе те пушти. Може ли да каже сите да ги пуштат тебе, не те пуштам ти си од Кратово? Може, па така прават. Тоа добро си убав, низок си вака. добро ли е тоа? Ти се Чекај сега, добро ли е? Не, ама па што ти има кажувам? сила Бога не Па што ти моли. кажувам? Ти Кај ќе има се сила бориш, Бога не моли. ти ќе се бориш, Ќе се тепам со бодигарот. Ќе се бори, не во мој да стебаш, ќе се бориш дека тоа е дискриминација и ќе се избориш дека како сите имаш право ти да Вие гледаш. спомнавте, професоре, вие спомнавте екс Југославија. Може ли да ви направиме на паралела меѓу вашите политики и тоа што се случи во Југославија? Ќе ми треба неколку секунди, Ајде, дайте ми време. А после вие ќе одговорите. Ајде. Значи вашите политики сега вие што ги предлагаше и Изетбеговиќ. Ама кои политики? Чекате се докажам. Изетбеговиќ во 90-тите сакаше Босна да биде само на босанците, србите да бидат безгласна буква, а они беа пола Босна. И србите не се согласија и настана војна. Од друга страна, во Хрватска, србите сака они да се цепат, ќе ја правеле голема Србија. Хрватите се нарушија, ги збркаа како партали ги искоферија. Што е последицата од сето тоа? Дека неодговорните политичари, кои што заговараат држава на еден народ, како вие Македонија на македонците, другите нека научат да пливаат. Тоа е погубна политика. Тоа е темпирана бомба за војна, а гледаме војните колку се страшни. Каква темпирана војна? Сега Вашите политики се
се причина за војна во Македонија. Не дај Боже ако вие победите на избори и станете премиер. Па еве- Има војна за 24 Чекай сега, сата. еве твоите левичари од 91 година до 2000 година беа на власт во Македонија. Ако се левичари, ако воделе добро, зошто 2001 имавме војна? Затоа што вие десничарите кој десничари? не давате право на албанците. Моравме за се по капка да им даваме на албанците. Кој права? Од 97 кој права ги нема Од албанците? 97 гладувавте со глад од Чекай, клучење на факултет чекай, албански. кој права А ги што, нема- еве сега имат факултети што се распадали државата? Кој права ги немат албанците? Па нема високо образование. Сега има 4 факултета сега. Па, нема Не, тогаш. еден бара 4 имат. 2001 нема. И во државната администрација имаше 0,0001% албанци. И сега еве си го слушал сигурно Лупчик. Вие сакате албанците да се качат у планините и да исчезнат. Тоа е проблемот. Вие Никој некаде да ги сега- гледате. Сега ти ги вулгаризираш. Вие некаде да ги гледате, вас ви сметаат. Сега ти ги вулгаризираш работите. Значи ние сакаме Македонија да се види како целиот нормален свет. Јас ти кажав, земи ги сите устави, во сите Чиста како Полска сакате да не е, само на чиста, полјаците. не чиста. Македонија, национална држава на македонскиот народ со гарантирана А положба на другите што се малцинство. тука? Па слушаме, со гарантирана положба на малцинство според меѓународното право. Точка. Албанците немаат права. Какви права имаат македонците во Пиринска Македонија и во Егејска Македонија? Тоа е изговор. Каков изговор? Тоа е изговор, тоа е Какви права имат, кажем? значи, тоа е- Албанците немаат права тука. одговор со уште полош пример од твојот. Па личи ли во една Тоа исто како да те Па личи ли во една национална Тоа исто држава? како вас, како Чекај сега. чекај. Тоа исто како вас да ја фати, не зборам за вас, зборам за кого било да го фати некој полицаец како вози пијан и да му каже ти бе си испил 1 литро ракија, возиш, onda му каже ама Перо вози со 2 литра ракија. Чекај, личи ли во една национална држава македонска од 20 министерства с 12 албански министри? Личи ли во една македонска, во една национална И држава? што мене мене дали албанец да ако- ако е македонец па многу добро ќе владее, така? Не. Гали му е него он дека е македонец, Јас не кажам, така? јас не кажам. Тоа дали он албанец или македонец, сега ништо нема сега го тоа. кажа најубавото. Значи не треба поетнички клjuč, еве и тоа што викаш дали се способни, значи да се биде по способност, по знаење, по достигнување, нека се бидат и албанци и турци, не ги брани никој во администрација. Кој го брани тоа? Значи нека се биде по знаење, по способност, по достигнување. Сега виете Македонија што е направено. знаете ли- Македонија сега осакатена со уставот. знаете Гледате ли- збирштина на заедници. А знаете ли кој е најголем парадокс кај вас десничарите? Што вие наоѓате мана на цел западен свет за се што прави спрема Македонија, па неките ниво НАТО, ниво ЕО, ниво Обединените нации, ништо не сакате вие, ништо. Не е така. А вамо за Украина навивате за Путин Не, што не, ги не, тепа, не е така. тепа украинците како лувци ги тепа, тамо Не. вие навивате за Путин. Не е така, сега пак ќе се вратиме, значи никој Е, во Украина за кого навивате? Јанко Паче за кого навива Украина? Па види сега, не сме сега на спортски надпревар да навиваме за кој, значи треба реално да ги согледаме Па, работа. вие сте за слава Украини или Путин да ја прегази Украина? Никој не за да прегази кој е. Мене не ме интересира Русија и Украина. Мене ме интересира Македонија, македонски интереси и Македонија води лоша политика во однос на оваа војна. Дворешна политика е лоша. Спрема која војна? Русија и Украина. Што треба да прави А Македонија? лоше, не треба да се меша кај што не треба таму. Тенкови ќе праќало, оружје ќе праќало. Да гледаме сееш. Македонија, па кој фактор е Македонија? Македонија ќе реши војната. А сите читанки, леле зошто Елинденско дозволиле да не потепа турците, Чекај се, леле Македонија, зошто ваму, значи плачеме како плачи, ајде да не кажам што плачи. Македонија- А вамо за Украина нека цркнат до украинците. Кој што не гале за украинците, така? Никој не го кажува тоа. Значи Македонија не треба да води. Ако ги било земјотресот 63-та, кога цел свет дошол да помага, добро не е тогаш, така? Значи, Македонија- Ни прави универзална сала, ни прави болница Букурешт, тогаш не е добро. Вака А се. македонците кога треба да помогне, нека цркнат. Што не гале, Така така? се, Македонија не треба да води полтронска и сервилна политика во однос на руско-украинската војна, да се лигави. Тоа е лигавење. Македонија не води автентична политика. Еве гледа, има Чекај, вие сте десничар, чекај се, слободар. чекај малку. Вие сте слободар, така? Што треба Македонија да направи? Па да помогнеме на тој братски народ, го тепаат со тенкови го газат. И Македонија ќе го спаси тој братски народ. И Кој фактор не е мора да го Македонија? спасиме, да помогнеме. Чекајте сега. Колку што можеме. Таму- А вие сакате иш да не помагаме, така? Не е така. Македонија треба да води принципиелна надворешна политика. Еве во стилот на Србија. Значи да се води некоја принципиелна неутрална политика, а не да се лигави према на што ќе кажат овие од западот, према ова. Па гледаш една Турција каква политика води, членка е на НАТО. Една Унгарија каква политика води, една Словачка каква политика води, членки се, овие наши се лигават, сервилна политика. Они треба да кажат да. Украина не смее да влезе, нема што да бара во НАТО, бидејќи сега тоа Русија го каже како причина, дека нема да дозволи да влезе во НАТО. Дека не треба да влегува Македонија во војна со Русија, али да каже дека Македонија го почитува територијалниот интегритет на Украина. И точка. Значи, треба да води на политика на баланси. Видели се што се случи вчера во зградата во Њујорк, во Обединетите нации? Не, А? не пратам. Вучич, рускиот амбасадор во Обединетите нации,
постојан представник во Обединетите нации, Вучич го реди со ордени за заслуги. Во другата канцеларија во зградата Марко Ѓурич, министерот за надворешни работи на Србија, држи средба со украинскиот министер за надворешни работи, вика Србија со вас, вика солидарна, вика. Сочувствуваме со вас и ја почнавме постапката да пратиме амбасадор во Киев. Едно седи вака ги реди овие со другите. А може би ли ние да се споредуваме со Србија? Таква малите земји треба да водат таква Србија политика. е многу помокна од нас. Ама од нас, спрема светот е мала и Србија е мала земја. Малите земји мора да водат балансирана политика и мора да водат според принципите на меѓународното право, да се повикуваат бидејќи малите сили се ранливи, малите држави се ранливи, немаат моќ, немаат сила. Значи затоа треба да инсистираат на принципите, на принципиелна политика да водат, не да се лигават како нашата политика што е 30 години. Еве ти го кажав вчера. И што предлагате ви да се скараме со Америка, не се скараме. Франција, со Нема што ние да се мешаме таму. Еве ти кажав, наједноставно вака се каже. Украина ние сметаме дека не треба да влезе во НАТО, меѓутоа го почитуваме територијалниот интегритет на Украина. Еве со една реченица. Таква политика, не да се лигават Русија агресор, Русија вака така, што ќе каже, што ќе му овие нашиве секој сабале ќе задвонат во америчка амбасада, што ќе им кажат таму и ќе излезат во јавноста со став. А зошто вие десничарите толку сте? Ама не десничари, македонците кажа, не десничари. Зошто вие десничарите толку сте им присоединени? Ама не сум десничар, јас сум ни левичар, јас сум македонец. Сега зборам тука за македонски интерес. Еве ти го кажав примерот со Вучич. Еве гледаш Вучич каква политика. Вие сте националист. Националист не е лоша работа, да си го сакаш народот. Тоа е десничар. Сега лошо е да си шовинист, да си. Зошто националистите сте одушевени од Путин? Зошто толку му се дивите? Кај, што сме одушевени од Путин? Еве, ве прашувам, дали сте одушевени од Путин? Дали Путин вашиот идеален лидер? Не сум одушевен, зошто? Еве јас да кажем, еве на светската сцена да кажеме, точно е дека веќе се менува тој униполарен, тој свет, не е веќе ист светот, така еве се менува така. Иако сега уште Америка е доминантна, меѓутоа почна да се менува. И тоа добро ли е? Па види сега, можеби кога е униполарен светот, кога една сила владее како 90 година Америка завладее во цел свет, тогаш немаше, можеби кога ќе биде биполарен, тогаш една со друга се плашат, можеби светот ќе биде во некои помирни води. Пример е студената војна, 45 година Варшавски договор, НАТО 45 години светот функционираше. Во мир, не дојде до војна. Иако се водеше таа студена војна, тоа завладеност, светот беше биполарен и овие има нуклеарно оружје, овие сила и така светот кога има една рамнотежа на страв, можеби подобро ќе функционира, а кога владее една држава, можеби тогаш во тој момент. Сега ова да завршам само со Путин. Точно дека се промени светот веќе, меѓутоа за жал на Македонија тоа не значи ништо. А зошто Русија не ви помогне вас да го вратите името да дојдете на власт? Вака се Русија нас веќе повеќе сега во момент не може бидејќи ние сме веќе. Лично вие дали сте сретнали некојаш со некои мокници во Москва и дали ви понудиле помош да дојдете на власт? Русија беше. Што важите за русофил? Вака се. Ја ќе го објаснам и тоа, не сме русофили, пак ќе навр, ние сме автентична македонска партија која се бори за македонски национални интереси. За човек на и ние 2018 година кога се ребрандиравме во партијата и кога донесме единствена Македонија, самото име ликува на партијата на Путин, така? Па повеќе на ликува на Македонија, ние имаме што единствена Русија, така? Ние што да обединуваме има повеќе, Русија нема што да обединува. Знаете она славна фотка со руското знаме. Сега, ние значи во тој момент сакавме да направиме еден пресврт во македонската политика, да понудиме еден нов концепт, зборам 2018 година, тогаш уште не бевме земја членка НАТО, еден концепт да покажеме дека светот не завршува до Брисел, туку е многу поширок. Меѓутоа тогаш таа мокна кампања на Заев виде дека ние почнавме да шириме таа идеја, мораше нас да не сопрат. И не растури ја, почна да службите да не следат. Еве јас го добив спорот пред управниот суд во досието Атлантик, значи 2018 година сум бил под целосна контрола. Тајна контрола на телефон, тајно аудиовизуално снимање, значи сите разговори сега ги добив и судски. Значи тогаш она наметна таа теза дека пари земаме од Русија, дека сме русофили. Не, ние сме автентична партија, сакаме само да дадеме друг концепт за Македонија. Сега што каже дали Русија помогна. Русија во еден момент можеше клучно да помогне. Меѓутоа предавството го направи Ѓорѓе Иванов. Сега ме прашува за името. Ако за името. Значи кога беше усвоен Преспанскиот договор и Заев тој договор влезе во сила февруари месец 2019 година. И Заев тогаш како премиер пушти писмо до Обединетите нации дека Македонија и ги извести сите држави членки на Обединетите нации и сите држави во светот дека Македонија во идна ќе повеќе во меѓународниот промет ќе настапува под името Република Северна Македонија. Во тој момент тогаш беа нашите релации, имавме директно со Москва, еве сега го кажувам ексклузивно можеби, имавме релации тогаш и договоривме, излегува во пресвет да испитаме можноста кај Иванов дали он е спремен да пушти паралелно писмо како председател до Обединетите нации. Дека името е насилно спроменето, дека референдумот не е успешен и во прв момент Иванов тоа го прифати. И сега што беше поентата тука? Го прифати Иванов, меѓутоа после кои причини се предомисли.
Не го направи тоа, даде согласност, ние ја пренесовме согласноста назад и сега што беше поентата тука? Иванов како председател да поднесе паралелно писмо како председател до Обединетите нации, дека името е проблематично, дека е променето на насилен начин, се сеќаваш тие пратеници како беа купувани во собранието, како се Тоа се направи. гласини, тоа не е тоа. Како беше и дека и дека договорот е спротивен на меѓународното право и дека најбитното народот кажа не на промена на името. Не каже народ не. Народ само Кажа закити. Само прашањето си беше јасно. Дали го прифаќате договорот со Грција за членство во не. Па не го кажа, не го прифаќаме. Добро, ќе се вратам на тоа и да ја довршам поентата. Иванов прифати во прв момент и Иванов ако го поднесе тоа писмо паралелно како председател на држава во Обединетите нации ќе дојдеше до недоразбирање. Премиерот праќа едно писмо, председател праќа едно писмо. Тоа за Македонија може нема да беше убава слика. Се една држава, два органи праќаат различни на меѓународната сцена. Меѓутоа Иванов ако тоа во тој момент најбитно беше името да се спаси, да се добие во време да се испроблематизира целата работа. И ако Иванов тоа го пратеше во Совет за безбедност, бидејќи таму почна проблемот на 7 април 1993 година, кога донесла резолуција како ФИРОМ. Ако го пратеше тоа писмо, Русија, можеби и Кина, се не знам, ама Русија сигурно ќе поднесеше некоја декларација во корист на Македонија, резолуција во корист на Македонија. Многу е веројатно дека таа резолуција од другите постојани членки, Америка, Англија и Франција, немаше да ја прифатат, бидејќи они беа Како обяснувате како во ист момент Русија се бунеше кај нас за Преспански, а во Грција упатуваше честитки за Преспански? Не, така. Тоа после кога веќе официјално кога Иванов не ја направи ова работа за кој зборов. Не мислите дека двојна политика водеше Русија? Не, сега веќе не означуваат они како Северна Македонија, сега они кога ние сами сакаме да бидеме Северна Македонија. И во Бугарија руската амбасада Сан Стефански. Ова е многу битно да го довршам. Значи во Совет за безбедност таму има 5 постојани членки што имаат право на вето. И Русија ќе поднесе една резолуција, овек се побунија, Америка ќе ставија вето. И во тој момент ќе настанеше блокада на Совет за безбедност. Ќе имаше блокада и тога се отвараше патот Македонија преку Совет за безбедност или Генерално собрание да побара советот давно мислење од Меѓународниот суд на правдата дали двата услови поставени на Македонија 1993 година да преговара со Грција и да носи референцна ФИРОМ се во согласност со повелбата на Обединетите нации. И тоа ќе паднеше бидејќи 48 година Меѓународниот суд на правдата веќе има донесено таква одлука. Има расправено, има кажано една држава може да стане членка на Обединетите нации само кога исполнува 4 услови. Што ги кажав претходно, да е држава, да е миролюбива, да почитува повелбата и да има капацитет. Не смеат дополнителни услови да се поставуваат. На Македонија беа поставени два дополнителни услови: да ја носи референцната ФИРОМ и да преговара со Грција за името. Тоа се нелегални услови спротивно на меѓународното право и таа процедура после ако продолжеше, ние до денеска името немаше да беше сменето. Меѓутоа Иванов, историјата ќе каже зошто се предомисли, дали беше подкупен, дали беше уценет, дали беше уплашен. Може му дошла памет. Јас не можам да Може му дошла памет. А зошто памет? Може не сакал војна да направи. Пошто ако беше по Вашик имаше војна. И за мене денеска Иванов е на исто рамниште како Заев. Предавник, предавник кој што ги предаде македонски национални интереси. Државник што внесе Македонија во НАТО да бидеме безбедни. И неговото писмо ќе беше многу посилно од која причина? 93 година Киро Глигоров, а не Бранко Црвенковски како премиер. Киро Глигоров како председател ги водеше сите преговори за името. Он го поднесе барањето во Обединетите нации и таа постапка одеше се преку председателот. И ако Иванов како председател, ако го поднесе тоа писмо паралелно со Заев, неговото писмо ќе имаше многу поголема тежина во Обединетите нации и до денеска името немаше да биде сменето. И ќе имаше војна. Каква војна? Со албанците. Ајде, каква војна не може се. Они ќе седат така, ќе седат надвор од НАТО. Албанците ќе седат надвор од НАТО, надвор ЕУ ќе не чека нас да ни дое памет. Какви албанци, какви Што не се они силни да направи еднаш војна така? И зошто изгубивме ние таа војна? Ти не сте моќни на меѓународен план. Они имаат поголема лоба имаат. Не е точно. Изгубивме од предавствата на Лупчо и на Бранко. Додека се војуваше, они меѓу себе не седнаа да кажат дај да браниме државата. Како да се истребиме до крај? Таа војната почна од јануари нека. Абе тие беа 500, сега ме враќаш во времето, ја тогаш уште бев активен во служба за државна безбедност, тие беа 500 бандити кои се одметнаа во планините и ние се знаеме кој се каде се, зошто се и можевме да ги решиме во прв момент. Меѓутоа имаше едни советници, Борис Трајковски во тоа време, вечни советници, Владо Поповски, Фрцковски таму и го советуваа чекај да го исконтактираме Шредер, тогашниот германски премиер Тони Блер, англискиот, и како овие се исконсултира, овие од Танушевци отидоа до Тетово, фронтот го расшири, ево. Тие можеа во прв момент да бидат решени. Значи немавме асално раководство. Бранко и Лупчо како во тоа време најмоцни, абе 500 бандити беа тие, ама се знаеше каде се, кои се, зошто се можеа да бидат решени во секое време. Тие беа 500, не знаеа да пукаат. Тие беа и во тоа време
ако бевме асални политичари, Бранко и Лупчо беа асални, не седнаа за време на војна да седнат да кажат било што било, дај сега да ја браниме државата, после пак се расправаме. Они само оде се кодоше кај Леотари кај Пердју. Значи вината корените на злото баре си кај нас. Не се криви ни албанци, ни странци, ни бугари, ни Професоре Бачев, вината да се бареме. Исто како вас политичари и во Босна 91 вака збореле, ќе ги решиме, па настанало војна кај што се колјале. Чекај се, ако те напаѓа, ако те напаѓа, што ќе правиш? Затоа мора за мир да се бориш. Чекај се, ти си држава и те напаѓаат, што ќе направиш? Мора да се бориш за мир, професоре. Чекај се, он те напаѓа, сака да ја сруши државата, ти ќе му викаш јас сакам мир. Да. И За да нема колјење, да нема крвопролевање како што имаше во Босна. Во Босна што се деси? И сега значи овие учките кои се дигнаат 2001 година требаше ние да дигнеме сите раци да викаме сакаме мир. Да. И што ќе се случи? Еве сега тоа што се случи сега. Имаме држава, нема крв, сите живееме нормално. Каква држава имаме? Гледај плива во беззаконие, криминал, корупција, бандитизам. Каква држава имаме? Па тоа не ради албанците. Каква држава? Ние сами сме се криви. Не. Па тоа ти го кажав пред малку. Корените на злото да не ги бареме кај албанците, кај странците, кај соседите, било кои, тие ја терат нивната агенда. Вината се бареме кај нас, кај овие домашни предавници што 30 години лажат, крадат и уништуваат државата. Значи тука да се ја бареме вината. Не обвинувам јас никој. Да се согласиме за нешто. Ама не обвинувам. Ама чекајте, јас не обвинувам. Тие се терат агендата. Еве сега бугарите, се терат агендата, ако успеат, ќе не снема како македонци. Што ние правиме да им парираме, каква политика водиме? Како ни се спротивставуваме? На кого? Па на сите овие, дали албанци, дали бугари, дали европјани, дали Тука не се согласуваме. Зошто ние да се спротивставуваме? Тие не се против нас. Па ви како Ти си барат своји права си барат. Албанците си барат права. Бугарите сакаат да ги спомнеме во уставот. Така. А овие наши што барат во Пиринска Македонија, тие така, не важи ништо, пупу не важи ништо. Они ќе се борат во Бугарија. Така. Си имаат институции, членки се на ЕУ, ќе се И борат. значи тие приказки, они се натре А во што ние ќе им помогнеме? Ние немаме вода очите, ние нив ќе помогнеме. Бараш пријатели на меѓународната сцена, ќе им помагаш. Сега види се таа меѓународна сцена е сурова. Таму ќе опстане секој што има желба да опстане како држава, ако нека не снема. Ти гледаш 30 години имаме само предавство. Значи не сакат за клучните национални интереси да седнат овие двете поголеми партии и нивни председатели. 91 година не донесла национална стратегија. Еве 91 година требаше тоа Штиро Глигоров како моќна фигура да ја донесе таа национална стратегија да каже за овие 3-4 точки нема разговори. Без разлика дали се албанци во влада, македонци, какви такви. Затоа имаше војна 2001. Баш ради ваквите ставови, дека со тоа нема да разговараме. И они река па добро, дашки земеме пушка. Не е така, еве Лјупчо Георгиевски ако го слушаше во таму некој интервју со тој покојниот председател на ДПА Џефери. Да. Не овој Арбен Џефери. Да. Вика се беше договорено. Се беше децентрализација, 2002 година пред избори. Децентрализација да има, слушалки во собранието, пропорционална ова застапеност албанците, се им било договорено и овие пак дигнаа војна. Договор кај нас тоа колку ќе се Се им било договорено. Па еве сега тоа е премиер беше. Значи се било договорено, само чекаа изборите да завршат 2000. Добро, првата емисија веќе трае околу 1 час, можеби повеќе режија, повеќе ја да има. Мислам дека доста тема отворивме. Ја би сакал секоја недела вака да разговараме, ова беше прва емисија и малку општо отидовме. Од наредна емисија ќе разговараме за конкретни теми настани што се деселе во неделата. Многу настани се деси, би сакале ваше мислење за сите тие настани, а ја ќе се обидам да ви контрирам, бидејќи нели емисија така е замислена, малку да влеземе во дуел и да демократија биде поинтересно. Секој да си кажеме следното. За тоа може за се да зборуваме. Демократија, се расправаме, се караме. Кога станува збор за македонски национални интереси, тука кај мене нема компромис. Не само, еве јас кажав, не само на политички. Еве ги театар, ја на научен план се занимавам со проблематика. Имам книга напишав за како да го поништиме Преспанскиот договор. Напишав книга за Бугарскиот договор. Напишав книга како да го вратим името во Обединетите нации. Лошата работа е што избришаа се име, идентитет, историја, традиција на македонскиот народ. Добрата работа е што според меѓународното право има начин како се тоа да го повратиме. Ама треба да дојде на патриотска национална власт кој што ќе води сметка за националните интереси. Што ќе смета на албанците ако се го вратиме името Република Македонија? Зошто им смета? Нема да бидеме членки на НАТО. Чекај, зошто им смета? Они сакаат да сме членки на НАТО. Кој вика дека нема да сме членки? Па нема да сме членка. Како нема да сме членка? Ние веќе во тоа време НАТО и да не сакавме, овој избрза го смени името и да не сака ќе не бутна на сила во НАТО. Јас Црна Гора ја бутна на сила веќе во тоа време во тој конфликт со Русија кога почнуваше, Америка сакаше да го затвори ова крило тука. Да не истрчи празно. Ја бутна Црна Гора и нас ќе не бутна на сила. И тоа ќе не бутна како Република Македонија. Еве што не бутна во ЕУ на сила. Како Република Македонија. Во ЕУ што не бутна на сила сега. Кој? И па еве Западот. Па немаме асални политичари. Да имаме асални политичари. Вашата теза не држи. Вие велите ќе не убута у НАТО без Преспански. Еве сега во ЕУ што не убута. Треба вистински македонски политичари, а не полтрони.
Вистински Вие не само што нема во НАТО да влеземе, вие војна ќе творите со НАТО. А чекај, зошто мислиш ти дека ако Македонија не влезе во Европска унија, утре ќе пропадне? Па нас ни требаат пари, тамо фондови ќе добиеме. Европска унија нас не дава ништо, тие се приказки. Какви пари ни дава Европска унија? Европска унија зима од тука. Знаеш дека чекај сега. Вакви муабети. Чекај да ти кажам. Чекај не слушаш сега, ти не се познати тие работи. Во овие 30 на години тие европските тие корпорации, фирми, приватни од Македонија имаат извлечено намалку околу 5 милиарди евра. Во форма на донации имаат вратено околу 500 милиони. И со тие 500 милиони такви ве насаднуваат како тебе се ти што размислуваш и твоите колеги сите новинари, Европска унија дава пари тука. Тие 500 милиони они како ги даваат? Ќе види сега некоја табла, ова школа го изгради Европска унија. Ова болница ја изгради Европска унија. Овој пат го изгради Европска унија. Па студенти носат во странство. Тие се пари од нашите пари што ги украли, ги враќаат и мачкаат очи. И ќе слуша таа им најдобра тактика. На секој самит годишно 9 милиарди евра за Западен Балкан. Осмо, кај се тие пари? Ај како новинар обрати се според законот за слободен пристап до информација, нека каже кога пуштили 9 милиарди тука. А таа Урсула фон дер Лајен, 4 пак ја избра сега, на секој самит годишен Европска унија, Европска унија, буџет 9 милиарди. Нема денар не даваат. Може контраргумент. Чекај ти кажам само. Може контраргумент. Уште завршувам. Контраргумент. УСАИД има дадено за. А се наши пари. УСАИД има дадено околу милиарда евра на Македонија. Кај е милиарда евра? Исто така и ЕУ. Знаеш а може да ви контрирам за Русија? Русија што има дадено на Македонија? А мостаа Русија. Они ни должат долг има спрема нас, па нека да ни го вратат, па моравме со гасопровод да го наплатиме. Оставија Русија, тие сладки приказни. Баш денеска најнова вест дека ЕУ ќе помогне на македонската армија со 13 милиона евра. А какви помагања? Чекај, па тие се тие сега што ти кажувам, тие пари они што ги влечат од тука нивните корпорации, после во форма на донации ги враќаат и мора да им се честита на тие европјаните. Имаат прекрасна кампања. Што вие се лагате да нема странски инвестиции? Чекај ти кажам, значи чекај, вие сте против странски инвестиции? Сега не збориме за инвестиции, збориме за помош пари. Вие велите вака. Кој јас сум против нека, ама чекај сега, нека дојде дека тие пари ги влечат преку странските инвестиции, така? Ама нека дојдат, и валат па ги враќаат. Нека дојдат утре странски инвестиции, нека си вложуваат. Сега збориш ти дека кој нас не помага донации. Да. Збориш. Тоа не е точно. Тоа е нов неоколониализам кој почна 90-та година, ќе ги окупира. Ќе не здебелат со парите, шекер ќе фатиме. Овие земји од Источна Европа, значи они ги плячкат. Само себе не се робови, не сме ние робови нивни, него има нова форма неоколониалистичка. И они плячкат од тука, влечат да кажеме преку тие нивни корпорации и после во форма на донации. Еве тебе ќе те пуштат, ќе те проштат до Брисел како студент, ќе ти дадат на некоја екскурзија, некоја школа, и сега треба да одбиеме таа помош сега. Не да одбиеме. Јас сум вака, зошто да бараме? Ние ќе си направиме. Па немаме нафта, немаме ние, не сте богата земја ние. Чекај бе се. Ние сме сиромаси. Чекај, не сме сиромаси. Еве сега, ја бев кога бев во Швајцарија, кај нашиот задграничен комитет. Седам со таму нашиот представник и викаш кој е заложбите наши како партија? Викам ќе направиме Македонија како Швајцарија. Колку плати имате вие тука? Кажа таму 5-4-5.000 швајцарски франци. Викам ние ќе направиме колку имате во Македонија толку. И сега он вика ние ќе направиме 5.000 франци плата. Вика не може вика. И сега ме гледа вако, зошто да не може, вика? Во Македонија, вика, многу се краде. Па викам, ако е тоа причината, уште утре ќе направиме Македонија Швајцарија. Крадењето е субјективна категорија. Да ми кажеше, чекај се, да ми кажеше во Швајцарија, чекај се, да ми кажеше во Швајцарија, парите паѓаат од небото и ќе кажем не може, тоа чекај се. Тоа е природ. Чекај малку сега. Вие сте професор по право. Ама чекај се, уште да кажам пример. Вие не сте економист. Зошто да питачиме? Македонија 2 милиона народ може би најбогата. Знаеш колку пари се украдени од Македонија? Сега, и му викам на човек од Швајцарија. Значи, ако е крадењето работа, тоа ќе расчистиме, тоа многу лесно ќе расчистиме со бандитите и готово. Ама да ми кажеш во Швајцарија паѓаат од небото, тоа ќе им кажам не бива во Македонија, нема од небото, тоа е природна работа. Ама он вика, разликата е само вика кај вас многу се краде. Одлично викам ако е крадењето причината. Со крадењето може да се справиме? Би требало. Не би требало, дали можеме? Тешко ни оди. Тешко ни оди. И зошто ние да питачиме од Европа? Значи ќе направиме богата, чекај сега, ќе направиме богата, они да кажат ајде господа дојдете со нас да бидете членки во Европска унија. А не да се молиме да питачиме како да не кажам таму сега некој збор како ќе, значи да не поканат како вистинска членка и да направам споредба. Швајцарија членка ли е на Европска унија? Не. Норвешка членка ли е? Мислам дека не. Не. Тие таму тигрите во далечниот исток, Сингапур, Малезија, што станаа се најбогати држави, членки ли се на Европска унија? Не се. Не се. Зошто се богати? Вредни се. Ние сме мрзлива нација. Не сме мрзливи. Ние сме мрзлива. Не знам, многу се оплечка тука баре. Еве гледај што се случи, еве да го земеме пример, еве најново свежо, Заев и Мијалков да ги земеме. Ја оплечка цела Македонија. Чекај, може ли сега контраргумент на ова? Ајде. Вашата теза е вака.
Ќе се скараме дома со албанците. Абе, не се зошто Војна пак ќе направиме. А Чекај, кој кажа чекај, војна? да завршам Чекај сега сега. војна. Чекај да завршам сега. Ќе направиме пак 2001 војна да има. Ќе ги научиме нели да пливат ово она. Ќе се скараме со Запад, со НАТО, со ЕУ, со Грција, со Бугарија, а пак сме биле богати. Ма не може ти ако сте караш и ако има конфликти, не може да бидеш ти богата земја. Тие што ги спомнувате земјите Швајцарија, тие Норвешка, тие со никој војна немале 200 години, 300. Како нема и Сега биле или неутрални или Па, војната не е игра да се остави војната. Мора да биде безбедна земјата за да има раст на економијата. А безбедна земја ако имаш соживот, а вие не сакате соживот. Вие сакате да овие да научат да пливат, овие да научат да се качуваат на дрва, сакате да ги избркате сите. Чекај сега. Еве тоа 5 пати го спомнуваш, пливат. Ја таа изјава се шокира кога ја слушав. Ти излегува Тачи во тоа време Мендов, Тачи па Ахмети излегува тоа. Ова ако не го направите, ќе ја запалиме Македонија. И што да му кажам јас повратно како полиција? Да му кажам дојдете запалете. Еве ти се значи им кажеш дојдете запалете. Па ќе му кажам вие ако запалите и ние ќе ве запалиме вас. И што е страшно тука? Ти дава изјава, те вие словено македонците вика ако ова не го направите, тоа не го направите, пак ќе ви направиме војна и ја им вратив. Пробајте направите војна. Ако сум јас во власта, знам како да се справам со вас. Ќе ве пуштиме да учите да пливате. И знам како да се справам ако направат војна. Јас ти кажав зошто ја изгубија војна. Не ја изгубивме војна 2001, оти не бевме способни како одбранбени безбедносни сили. Ја изгубивме од предазниците како Лупчо, како Бранко. А што бевме ние војна суперсила бевме, така? Па со тие 500 бандити можевме да се справиме. Па јас слушав со Русија може не можеме, со Америка може не можеме, со Србија може не можеме, со Грција, со Бугарија. Они се помогли, ама со овие можевме. Професоре, ова е мит што го кажувате. Што мит бе? Мит е ова. Вие кажа 500 не, ова е мит, бидејќи јас сум слушал сведоштво од лично луѓе што учествувале во акциите дека било договорено пред Рачиново да се наредат не знам таму 20-30 тенкови, 1000 војска, дошле 2 тенка и 50 души дошле, сите други дезертирале. И кој е крив сега? Ова е мит што го продавате вие. Храбрата македонска армија, сите што ќе ги згази. Сега Рачинов го спомна. Кога почна сабајлето на 26 јуни беше мислам и тргна тие тенковите таму и тие беа по куќите нели таму, сега може во укопани, укопани тоа и кога тргна. Сега ова што ти кажа, сега што ти кажам. Љубе Бочковски беше министер за внатрешни работи од ВМРО. Владо Бучковски беше министер за одбрана од СДС. Никаква координација. И во прв момент кога тргна акцијата загинаа тројца македонски полицајци. И сега до ден денеска тоа се крие, не се кажува. 2001 веќе, значи колку години се поминати? 23 години, така? И ден денеска се крие. Знаеш од кој загинаа тие тројца полицајци во првиот момент? Не ги утепаа учките. Загинаа од тенковска граната од нашата армија. А зошто загина? Не се ги знае координатите. А зошто не се ги знае координатите, бидејќи Бучковски влече се на една страна, Љубе на една страна, Црвенковски на една страна, Лупчо на една страна. Не седна како македонци да седнат да ја браниме државата, се испотепаа војници и полицајци сами меѓу себе. Македонски. И го кријат ден денеска тоа за државата да не плаќала оштета. Замисли која лудост. Со кои пари може да се откупи тие жртви што загинаа тројца? Еве сега актуелен закон од забранители. И се игра една чудна игра, кај што дел од македонците не ќе да прифатат да се обештетат и војниците на УЧК, а па албанските партии не ќе да чујат да прифатат обештетување на бранители, бидејќи сакаат обештетување на војниците на УЧК. Вашиот став кој е тука? Тоа сега ќе ми треба многу време да го образложам, убаво кажа во некој од наредните емисии ќе го допреме. Јас само сега во момент ќе кажам дека учките де факто се обештетени од 2001 година. Тие се веќе обештетени. Преку канали Бучковски кој беше премиер, изнајдува механизми, сега Мицкоски само тоа треба да си го најде и да знае како да парира. Ај тука да застанеме. Ќе го допреме во друга емисија. Тука да застанеме, значи продолжуваме за и за многу интересни теми има, за речиси сите да имаме различна мислење, на тоа ќе направи емисијата интересна, па да може да луѓето да одлучат кој е права, на крај публиката ќе одлучи. Така професоре? Така, секој си има свои ставови, ама што се однесува до Македонија, македонски национални интереси, тука за мене нема компромис. Значи тоа е света работа за која што ние треба да се бориме. Дали ќе успееме, ќе си каже народот. Во ред, ви благодарам многу професоре. Се гледаме наредна недела. Почитувани гледачи, ова беше првото издание на емисијата Разговори со Јанко Бачев. Се гледаме за 7 дена. Пријатно.